Прилеп во етерот. Елизабета Митревска ни раскажува за едно оживување на минатото. Добро утро, така е. Сликата, фотографијата, филмската лента, сите тие се чинителите главни кои го оттргнуваат минатото од заборавот, кои ги зачувуваат спомените, кои будат носталгијата. Прилеп неодамна оживеа. Старите фотографии се пренесени на филмска лента. Едноставно, носталгично е да се види Прилеп како некогаш изгледал, како низ годините и секако кај сите буди спомени. Имаме интересен соговорник кој за прв пат го направи со својата екипа овој подвиг Прилеп да оживее. Зоран Пиловски со својата фан продукција, со своите колеги, повеќе од 30 годишно искуство зад камерата, во монтажата, Зоран, и ги споивте сликите стари на Прилеп уште од 19 почетокот на 20 век и оживеа на филмска лента, едноставно добија боја. Секако помогна и вештачката интелигенција, но што се случи, како дојдовте на идејата прв пат на лента, низ кадри, низ инсерти да оживее Прилеп? Добро утро и поздрав од нашиот прекрасен Прилеп до сите гледачи на македонската телевизија. Па така, идејата беше многу одамна, меѓутоа се случи така едноставно, спонтано, со мојот колега Роберт Емелковски. Сакавме да пробаме од една фотографија, така не испадна на социјалните мрежи. Таа беше стара фотографија со старото мовче во Прилеп. И успеавме некако да оживееме, кога со помош на вештачката интелигенција, кога видовме што можности нуди вештачката интелигенција, едноставно се бевме зачудени од што може она да го направи реално. И тогаш веќе видовме дека можеме понатаму да продолжиме, меѓутоа понатаму патот беше многу малку потежок. Каде ги наоѓавте тие стари слики? Тие стари слики ги наоѓавме, голема благодарност до сепак до социјалните мрежи, до Прилеп стари фотографии, Прилеп Олд, стар Прилеп, фотозрак, студија. Меѓутоа, после патот беше потежок затоа што мораше тие фотографии да имат и реконструкција, малку работа во друга програма, па со поголема резолуција, некои фотографии да бидат во боја, некои во не. И се оживеа сиот амбиентот во Прилеп. Ги имаме фотографиите, еве според вашите истражувања, фотографите крајот на 19 век, почетокот на 20-те битолонија тука манаке соработувале. Можат ли да се најдат? Што значи ова? Еве нема текст, сето инсерти, оживеан Прилеп. Многу тешко да се најдат за социјалните мрежи. Сега веќе од кога почнавме со има и многу кои што ни праќа сами фотографии за да почнеме да изработуваме филмови. Значи, човекот од секогаш во минатото сакал да го запре времето. Прво со цртежот, па после со фотографијата. И кога почнал со видеото, мислел дека дошло до крајот. Така ние сакавме да го живееме едноставно старите фотографии. Прилеп има толку многу знаменитости. Прилеп град на културата, град на тутунот, на мермерот, на секој камен, секоја куќа си има своја приказна. Еве сега тука сме кај градскиот сад, пред градскиот сад. Градскиот сад си има секој свој спомен. Тој може чука, меѓутоа ги чука чекорите кои што врват под него. Ова сето е мерливо, овде имало калдрма, например. Сето е мерливо, може и по некое време ќе биде пак сменета, меѓутоа фотографиите остануваат тоа што останува во. А еве сега уште повеќе се оживуваат низ кадарот. Што понатаму? Еве нема текст, само инсертите се, немаше потреба веројатно да одзборови. Не сакавме да има нарација, ако имаме многу коментари на социјалните мрежи, се јавуваат и многу глумци за коментирање со нарација, со зборување. Меѓутоа не сакавме да има нарација, бидејќи нарацијата ќе раскаже својата приказна. Го одлекува вниманието, а вака сакавме да оставиме секој гледач да си има своја приказна, да си има со помош на музиката да си состави своја приказна, бидејќи секој има своја различна приказна на секој кадар, на секоја фотографија. Буди спомени носталгија. Да, буди спомени носталгија кај секој. Да. Доколку стававме нарација, сепак нарацијата ќе раскажуваше приказната немаше да доловиме тоа што сакаме да го има. Ги споивте и фотографиите од Мариово. Сега што понатаму? Најавувате ми се чини документарен филм. Па сега веќе почнавме и не застануваме тука. Сепак фотографијата е
светлост која што е заробена во мигот. Така би се рекол. Ние сакавме да уживееме таа фотографија. Не застануваме понатаму, сега спремаме и ново филм. Значи, Прилеп, не само Прилеп, и Македонија, па и Марио. Марио е непресушен извор за документирање. Тој веќе документира, меѓутоа ние сакаме да го живееме, да реалноста некако да дојдеме. Пат на Марио му се случи, велиме, замреното, умреното, еве го оживеа. Па ние имаме направен документарен филм Марио заборавена земја. Сепак таа веќе и заборавена земја, нема жители. Така да успеавме, мислам и понатаму, че успееме некако да ги вратиме спомените на Уџас. Големо е задоволство, реакциите големи се на Прилепчани? Па реакциите се многу големи. Јас сум зачуден на социјалните мрежи, многу има прегледи. Реакциите се секогаш се позитивни. Знаеш како, колеги сме биле многу одамна на професионалците, некогаш не ни е се до материјалното, него некогаш ни и до позитивните коментари. Некој се случува со сопругата и со децата, кој ќе им рече: тато, ти ги читаш коментарите, некогаш нас душата и срцето ни ги полнат позитивните коментари повеќе од материјалното. Благодарам за нова широка тема, ќе чекаме и документарен филм да го проследиме и пак да живее и Прилеп и Мариово, и навистина е бесценето искуството да се оживеат старите фотографии, да ни ја вратат носталгијата и некои заборавени спомени, а спомените се многу убава работа која и ни ја греат душата. И што вика Пиловски, секој коментар значи повеќе од што и да е. Ке чекаме новости и нови оживувања не само на Прилеп и на се што може да се искористи со фотографиите стари.